Гласници на надежта. Глава 2. Божји деца. Бог во неговата мудрост го создаде првиот пар, машко и женско, и им заповеда да бидат плодни, да се размножуваат и да ја исполнат земјата. Со други зборови, од Адам и Ева се очекуваше да раѓаат деца, да им се родат деца. Но знаете, се што можат да сторат родителите е да се репродуцираат себе си. Ниту еден човечки родител да родат друго суштество, освен човечки деца. Тоа што си ти, тоа се раѓа. Еден човек ми рече, се што можеш да направиш е да родиш грешно бебе. Во друга смисла, тоа е вистината, заради тоа што сите ние сме одделени од Бог. Се додека не направиме чекорна вера во негова насока. Има дел во секој еден од нас, каде што мора да биде допрен од Божјиот дух, да биде роден на духовен начин. И Логос, зборот, има дел правејќи не Божји деца. Јован, 1 глава, 6 до 13 стих, се стихови кои се базирани на ова размислување. Се јави човек, испратен од Бога, по име Јован. Тој дојде за сведоштво, за да сведочи за светлината, та сите да поверуваат преку него. Тој не беше светлина, туку да сведочи за светлината, та сите да поверуваат преку него. Вистинската светлина која го осветлува секој човек, доаѓаше во светот. Беше во светот и светот стана преку него, но светот не го позна. Дојде при своите, но неговите не го примија. А на сите кои го примија, им даде власт да станат Божји деца на оние кои веруваа во неговото име. Кои не се родија ниту од крв, ниту од телесна поход, ни од волја на маж, туку од Бог. Во овие неколку стихови се изнесени неколку дејства на Бог, со кои можеме да станеме Божји деца. Дали ќе ги забележите кои се тие? Најпрвин ги вклучи сите луѓе. Тој ги вклучил сите луѓе преку неговиот гласник. Бог испрати гласник. Неговото име беше Јован. Тој дојде да посведочи за светлината, да биде сведок, да укаже на светлината, за да им помогне на луѓето да ја видат светлината, да ги подучува која е светлината. Причината беше секој човек да поверува. Забележете, тој го вклучи секој човек. Јован не беше таа светлина. Тоа беше кажано многу јасно. Тој беше испратен да биде гласник за светлината, да ги подучува која е светлината. Ве молам, забележете внимателно, никој не може да го одземе местото на светлината. Овој кој дојде, требаше да каже кој е светлината и каде може да се најде светлината. Правејќи го тоа, Бог работеше на неговата цел да го вклучи секој човек, како што писмото вели. Секој човек преку него да поверува. Мој драг пријателе, тоа значи дека Бог те вклучил и тебе во секој човек. Божјите дејства можат да се видат и на друг начин. Тој влијаеше на секого. Тој влијаеше на сите преку неговата мисија. Тој, светлината, беше испратен да го осветли секој човек. Тоа беше вистинска светлина, каде што Јован сведочеше и е светлината која го осветлува секој човек, кој доаѓа на овој свет. Има нешто како одговор на светлината во твојата душа, во твоето битие. Бог ти има дадено малку од светлина. Исус, кој е вистинската светлина, беше во светот. Тој го создаде светскиот поредок. Тоа е негово создание. Тој дојде тука како светлина, а сепак неговите единствени суштества што ги создаде не го примија него. Сепак, неговото доаѓање како светлина имаше влијание врз секого. Многу ми е драго за ова, поради тоа што значи дека никој не е исклучен. Секој е вклучен, како што спомнав, но уште повеќе секој е под влијание на светлината.
ние имаме способност да одговориме на таа светлина. Всушност, мој пријателе, ти самиот си бил под влијание од него. Може би ти тоа не го знаеше, но ти си бил. Поради тоа што Божјата светлина е поставена во тебе, за да таа светлина одговори на оваа светлина, која е и вистинската светлина. Библијата јасно ни кажува дека светлината го осветлува секој човек. Во делата на Бог, тој влијае врз секого. На третото Божјо дејствие се гледа како тој овозможува одредени. Тој ги овозможува одредените преку неговата служба. Сакам внимателно да следиш како е напишано ова. Секој човек е вклучен, секој бил под влијание, но само одредени излегуваат на виделина. Тој овозможува одредени преку неговата служба. Кои се тие одредени? Оние кои ќе го примат него. Но оние кои ќе го примат него, на нив тој им дава авторитет да станат деца Божји. Божји деца. Токму таму, пријателе, е почетното место. Основната пресвртна точка е токму таму. На сите кои ќе го примат него. Тој им овозможува да станат деца Божји. Тој те изменува. После таа промена, ти си дете Божјо. Стануваш Божјо дете, родено од Бог, не под нормален процес од крв и месо, или пак од волја на маж, но роден од Бог. Предмалку кажав, кога Бог го создаде првиот пар, тој им заповеда да се размножуваат и да ја наполнат земјата. Тие можеа само да се раѓаат и да се размножуваат. Затоа е важно, пријателе, да имате уште едно раѓање од Бог. Но ова единствено е возможно само на одредените кои го примиле него. Само верниците во зборот се деца Божји. Дозволете ми да го повторам тоа. Ти мора да го примиш него, Исус Христос. Мора да веруваш во него и тогаш тој ќе ти даде сила да станеш дете Божјо, затоа што ти веруваш во неговото име. Така да делата на Бог, како што е кажано во зборот, за да не доведат до Божјата фамилија се. Тој ги вклучи сите луѓе во потенцијално верување. Тој влијаеше врз секого, затоа што тој го создаде човекот со способност да дојде кај Бог. Тој ги овозможува одредените, оние кои вистински веруваат во него. Затоа јас инсистирав, мој пријателе, дека верата може да отвори големи врати на разбирање и искуство за тебе. Но ти треба да го направиш тој чекор на вера во него. Гласници на надежда.